Благодарам. Почитувани, првото прашање е до Министерот за здравство и се однесува на продолжувањето на работниот однос на здравствените работници и соработници кои наполниле 64 години и имаат 15 години пензиски стаж. Правен основ. Измени и дополни на член 104 од Законот за работни односи во 2021 година, каде се дава можност со посебен закон, односно лек специјалис, во случајов Законот за здравство, да се продолжи работата најдолго до 67 години. Обштествена оправданост, хроничен недостиг на кадар, екзодус на лекарите и соработниците надвор, насушна потреба од високо квалификуван кадар, нужност од добра здравствена заштита, наша. Постапката. Директорот на здравствената установа по приемот на претходно изразената согласност од здравствениот соработник, односно работник, кој што ги исполнил условите за пензија да остане до 67 години, го потврдува тоа и го испраќа до министерот, чија единствена надлежност е да го потврди. Кој вели дека така е? Прво, експертите по право, по трудово право, понатаму Комисијата за прописи и правни прашања на самостојниот синдикат на вработените во универзитетските клиники, центри, клинички болници и други јавни здравствени установи. Значи, правото на продолжување на работниот однос до 67 години, слично како кај професорите, и во јавните, и во приватните установи го имаат сите здравствени работници и соработници. Единствен предуслов е барање, односно согласност на здравствениот работник, односно соработник, односно потврда од директорот и работодавачот. Во прашање е неотуѓиво право кое не зависи ниту од директорот, работодавачот, ниту пак од министерот. Моето прашање е: зошто, министре, постапувате спротивно на законот и се однесувате не баре од вас, зависи остварувањето на законското право? Вие сте ефемерен субјект како министер, а лекар по вокација. Мора да го штитите јавниот интерес и нашето добро здравје и да не ги дискриминирате колешките и колегите. Имено, вие масовно посегате по недавање согласност, иако немате право тоа да го правите, и луѓето веднаш одат во приватните институции, тамо нема проблем да работат до 67 години. Ве молам добро да размислите, бидејќи не сте тамо заради вработувања, туку сте тамо заради нашето добро здравје. Второто прашање е до премиерот, можеше да биде и до министерот за сообраќај и врски, меѓутоа би сакала премиерот повеќе барам од него мислење од што е тоа директно прашање. Се однесува на Македонски пошти. Еве зашто се работи. Ке тргнам од изјавата на Машоко Метоки, генерален директор на Меѓународното биро на Светскиот поштенски сојуз, кој минатиот месец рече: ги молам милиардите луѓе кои ги користат поштите секој ден да не подржат, за да изградиме подобра и посветла иднина. Поштите се дел од Американскиот устав. За поштите се пишуваат песми. Поштите се институции од национален карактер. Во прво оделение учиме и да врне, и да вее, и бура да коси, за мене тоа ништо не е, поштар пошта носи. Долго време поштарите не носеа пошта овде. Јас имам слики како ги фрлаа писмата во контейнерите, како одевме во соседство да си ги бараме писмата, зошто не ги знаеа адресите. Ако некој од нас од вас бил во поштата, не сакам да го употребам вистинскиот израз. Тоа не личи на пошта, личи на депонија. Ние заслужуваме пристојна пошта. Која е таа централната? Да кажам, се работи за еден од најубавите објекти во корибизијански стил. Второ, се работеше за еден округол најубав простор, кој што за жал се запали,
и во него не знамо каква состојба е, веројатно во ужасна, највредниот мурал на Борка Лазески изгоре или не знам во каква состојба е. И интересно, директорот на пошти тогаш му прости на својот внук запалењето од небрежност и дури рече дека се откажува од барањето за надомесна штета. Значи, што барам јас од премиерот да испита, бидејќи тие го именуваат новиот директор? Поштата е наша, на граѓаните, а не на директорите и на администрацијата. Затоа тие начело на поштата треба да се бираат врз основа на конкурс, врз основа на стручност и компетентност. Затоа јас велам дека, прашувам, кога поштата ќе ни биде вратена нам на граѓаните, бидејќи тоа е еден огромен објект кој што функционираше со децении и мислам дека час поскоро треба да се отворат портите на поштата. Третото прашање се однесува на министерот за правда, на мојот колега, и е врзано за така наречената јавно обвинителска трагедија. Јас напишав еден текст дека она што се случи со јавното обвинителство е обид за атентат врз божицата на правдата јустиција, но дека преживеа, дека јустиција пред да падне во несвест го тргна превезот и ги виде атентаторите. Што е моето прашање? Како може да се реши проблемот со јавното обвинителство? По мене, моите два предлози се. Прво, оставка од првиот, односно сонцето во јавното обвинителство кое се затемни. Вториот одговор може да биде барање од предлагачот, значи од владата, за разрешување на јавниот обвинител, но прашањето до министерот е повеќе од стручен аспект. Имате ли вие трет предлог? Имено во програмата на СДСМ пишуваше дека предлагаат да се бира јавниот обвинител на предлог на опозицијата. Компаративните искуства покажуваат дека мнозинството за јавните обвинители, некаде е член на владата, не зборувам за оние другите, е повисоко. Зошто? Заради двотретинското мнозинство да има обединувачка улога. Значи, министре, јас не барам од вас да се мешате во правосудството, меѓутоа многу ме интересира како мислите дека треба да се разреши оваа јавно обвинителска правна трагедија. Благодарам.